мобилизираат ресурси, стапуваат за системски промени и остваруваат влијание. Дополнително, дигитализацијата на организациите значително придонесува и кон остварување на насоките на Европската Унија за поддршка на граѓанските организации од земите за проширување за период 2021-2027 година, односно третата приоритетна област, што се однесува на зајакнати капацитети и отпорност на граѓанските организации да ги извршуваат ефективно своите активности. Оттаму, бидејќи нашиот проект е финансиран од Европската Унија, ние потикнавме и еве го организираме овој настан за дигитализација на граѓанските организации. Мене особено ми е драго што со нас денеска имаме реномирани говорници од академската заедница, надополнето со искуства и примери од бизнес заедницата. Односно, јас наставно да го гледам како одлична можност за спој и соработка меѓу академската фело од една страна, бизнес заедницата и граѓанските организации. Јас тука ќе застанам и еве од техничка природа веќе заприметивте, забележавте дека настанот ќе се снима. Целта е понатаму да ја споделиме ова информација и предавањата на нашите говорници од денешниот настан, што можно повеќе граѓански организации, а понатаму ќе следат и последователни активности кои што се поврзани исто така со темата. Моето искуство во областа е доста ограничено, па така јас мило ми е што со мене е Јанита Гаговска, која што е дел од тимот на Граѓански ресурсен центар како регионален експерт за југозападниот плански регион. И сега Анита ќе ја покана понатаму да го води настанот. Повелените. Фала, Валентина. Горда сум што сум дел од тимот на Граѓански ресурсен центар како регионален експерт. Фала ви на сите за учеството денес. Би сакала да изразам голема благодарност што се вклучивте, што сте заинтересирани за темата. Вашево присуство покажува дека ја разбирате важноста на темата што ќе дискутираме, дигиталната трансформација и нејзиното значење за граѓанските организации. Живееме во време кога технологијата не само што е неопходна, туку и движечка сила за промените кои што се случуваат глобално. И граѓанските организации не се исклучок од сета ова динамика. Таа не е само тренд и таа трансформација не е само тренд, таа е потреба, предуслов за да останеме релевантни и влијателни во нашите напори да создадеме едно подобро општество кое што сакаме да го видиме утре. Дигитализацијата овозможува нови начини за комуникација со заедниците, овозможува зголемување на транспарентноста, овозможува подобрување на организацијските процеси, ефективно мерење на резултатите од нашите активности. Таа особеност за граѓанските организации отвара врати за нови можности. Од мобилизирање ресурси и донации до поефикасно застапување и ширење на општественото влијание. Дигиталната трансформација не значи само воведување на нови алатки и следење на трендовите, таа носи многу подлабоки промени во начинот на функционирање на организациите. Не се тоа само оние дигитални алатки кои што секојдневно ги користиме, туку нејзиното влијание е многу позначајно. Затоа и сме собрани овдека денес за да видиме кои се тие дел од тие промени кои што настануваат глобално, кои што ние би можеле да ги примениме. Промените кои што ги носи дигитализацијата во начинот на кои функционираат организациите, ги редефинираат своите процеси. Организациите ги подобруваат со неа внатрешните комуникации, се адаптираат кон нови, попродуктивни методи на работа. Сите овие промени значат подобрување на продуктивноста на организациите, што возможува организациите побрзо и поефективно, подобро да ги постигнуваат своите цели кои што ги имаат зацртано во своите
мисија, визија и цели. Покрај тоа, дигиталната трансформација значи промени во човечките ресурси и начинот на кој го ангажираме персоналот. Ова е особено битно во последно време, бидејќи се бара новите технологии, бараат нови вештини, што значи дека организациите треба да вложуваат во обука и развој на својот персонал, на своите тимови, но и да бараат луѓе со специфични дигитални способности кои ќе им помогнат во креирање на иновативни решенија. Тоа е процес на постојано учење и адаптирање, каде што технолошката експертиза е подеднакво важна како и општествената мисија на самите организации. Дополнително, дигитализацијата влие врз управувањето на финансиските ресурси, не само на самото управување на финансиските ресурси, туку и на генерирањето на нови ресурси и автоматизацијата на процесите и на дигиталните алатки кои користиме овозможуваат не само фандресинг, туку и поефикасно користење на средствата, транспарентно управување со финанси, подобра контрола врз буџетите и сето тоа што подразбира финансиско управување на самата организација, на самите организации. Молам? Добре. Добро. Сето тоа возможува организациите да бидат подржливи, подобро да планираат за активностите на иднината, давајќи им можност за проширување на активностите и импактот кој што организациите го оставаат зад себе на целните групи со кои што работат. Во свет кој што се менува со невидена брзина, организациите што не успеваат, за жал, да ги прифатат дигиталните алатки, ризикуваат да бидат оставени назад и да не бидат вклучени во редовните текови и да каскат за другите организации кои што веќе се трансформирале дигитално. Дигиталната трансформација не треба да се гледа само како предизвик што треба да се надмини, туку како една шанса за иновација и проширување на капацитетите. Секоја нова дигитална алатка или платформа што ќе усвоиме, значи побрз и поефективен начин да го постигнеме нашето влијание и да доприме до поголема популација на луѓе и со тоа и да обезбедиме подржлив развој. Денес ќе имаме можност да ги слушнеме мислењата, искуствата на истакнати експерти во полето на дигитализација, на иновации, кои ќе зборуваат за начинот на кој дигиталните технологии, како што се вештачката интелигенција, IT решенијата, можат да го зголемат капацитетот и импактот на граѓанските организации. Ќе видиме примери на успешни дигитални решенија кои се веќе имплементирани како од страна на граѓанските организации, така и во јавниот сектор. И како и кои се начините на кои можеме да го следиме овој позитивен тренд и да ги подобриме и промениме нашите организации. Посебно задоволство ми е да ги најавам нашите денешни говорници, професор доктор Горан Шибаковски, кој ќе разгледа улогата на вештачката интелигенција во подобрување на граѓанското учество и креирање политики, и професор доктор Александар Карадимче, кој ќе зборува за промената на вештачката интелигенција за зголемување на општественото влијание. Двајцата доаѓаат од Универзитетот Свети апостол Павле од Охрид. Понатаму професор доктор Моника Марковска, која ќе сподели успешни примери за IT решенија и социјални иновации во корист на граѓанските организации. Таа доаѓа од Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола.
магистерата на Годжовски, кој ќе ни презентира успешни примери кои за дигитална трансформација и нивно влијание, кои со неговата фирма веќе ги има развиено за граѓанскиот и јавниот сектор, и Дамјан Дано, кој ќе зборува за подобрување на продуктивноста преку дигитални алатки и ќе го сподели примерот на Актос. Денешниот настан е одлична можност не само да слушнеме за успешни практики, туку и да продискутираме за реалните предизвици со кои се соочуваме во процесот на дигитализација во нашите граѓански организации. Затоа ве поканувам сите вас да бидете активни, да поставувате прашања, да ги споделите своите мислења и искуства. И сигурна сум дека преку оваа размена на идеи и знаење ќе можеме да го дефинираме патот назад. Ова не е напред. Ова не е само едно обично излагање, туку е еден настан за да видиме колку граѓанските организации се засега дигитализирани и како во иднина би може да ги градиме капацитетите на граѓанските организации во поглед на дигитализацијата. Сега би сакала да го најавам првиот говорник, професор доктор Горан Шибаковски, да не воведе во темата за улогата на вештачката интелигенција за подобрување на граѓанското учество и креирањето политики во дигиталната ера. Повелете, професоре. Здраво на сите, дали се слушаме? Се слушаме? Да. Да, во ред. Значи, благодарам на Анита, благодарам на организаторот за ова можност денеска да зборувам за улогата на вештачката интелигенција во подобрување на граѓанското учество и креирање политики во дигиталното време, во дигиталната ера. Би сакал тука да дам краток контекст во однос на темата, дека дигитална трансформација го менува начинот на кој што ние едни со други комуницираме, разменуваме информации, пред се користиме за забава, за тоа е веќе дел од нашето секојдневие и веќе оние можеби тука има меѓу нас некоја си можеби и генерација која што е дел од digital natives или дигиталните домородци, но и можеби има и некои генерации кои што потешко ги прифаќаат промените и новите дигитални алатки, и тие припаѓаат на тие, ние викаме науката digital immigrants, или луѓето кои што прифатили или да ги учат веќе да ги користат новите алатки. На првата генерација која што е digital natives е полесно тоа да го прават, бидејќи се обкружени и веќе научиле како да живеат во таа средина. Би сакал тука исто така да нагласам дека вештачката интелигенција и веќе со појавата на ChatGPT од OpenAI компанијата, сите институции, секој од нас веќе секојдневно ги користи вештачка интелигенција и алатките кои што ни овозможуваат побрзо да ги вршиме оние рутински, да рекол, досадни задачи секојдневни во врска со тоа, така да способност на вештачката интелигенција има токму тоа да ги обработува тие големи количини на потоци и да ги автоматизира работните задачи. Клучното прашање би било како може да помогне во подобрувањето вештачка интелигенција на учеството на граѓаните, граѓанските организации и процесите на креирање на политики. Тука пред се би споменал оние чат-ботови или виртуелни асистенти кои што им дозволуваат на граѓанските организации и институциите полесно да комуницираат и да во исто време да користат услуги, но и да собираат податоци. Како пример, можеби тука може да се воведе чат-ботови за повратни информации со граѓаните во врска со некои си секојдневни прашања кои што сите нас не се соочуваме, например. Исто така анализата и обработката на големите податоци или big data
може да се анализираат јавни мислења преку социјалните медиуми и анкети, кои што може да се следат или да се откриваат тие трендови и проблемите да се идентификуваат преку обработката и да се влечат заклучоци релевантни од податоците кои што влијат врз креирањето на политиките. Исто така, една особена важност е за вештачка интелигенција тука што може да се користат алатки за процесирање на јазик или NLP или софтвер за говор во текст, и тоа би возможило да се вклучат некои си маргинализирани заедници во креирањето на политиките или нивно поголемо учество токму заради тие некои си например јазични бариери. Такви алатки претходно, уште пред развој на вештачка интелигенција, се технологијата овозможила во оние, например, држави каде што има електронско гласање да се адаптира технологиите за да се олесни учеството на маргинализираните групи пред се. Многу важно исто така што големите податоци влијаат врз општеството и врз политиките, така тука може да се направи преку алатките вештачка интелигенција да се направи и симулација како одредени политики кои што би се креирале би влијаеле врз општеството. И тука може да се користат разни алатки за предвидување на некои економски трендови, социјални ефекти, например во здравствени политики, така да тие алатки би помогнале во симулација на одредени политики. Исто така може да се користат овие алатки да се зголеми транспарентноста и од четноста на учеството да се следи на граѓаните и да се да допринесе во транспарентност при процесот на донесување на одлуките и креирањето на политиките. Но би споменал тука дека пред се вештачката интелигенција се соочува со одредени предизвици во поглед на етичноста, значи како се користат тие податоци и како вештачката интелигенција и тие алатки се тренираат. Значи, јас како што викам денеска, новиот ресурс не е веќе само нафтата кој што ја движи економијата и сите оние големи економски текови и социјални промени, туку тоа се податоците. Пред се на големите податоци, отворените податоци, оние поврзани податоци кои што се користат како главно гориво за или материјал врз кој што се тренираат алатките за вештачката интелигенција. Многу важно е тука да се внимава во однос на етичноста, да не се направи значи вештачка интелигенција да го постигне тоа ниво на непристрасност во однос на заклучоците кои што ги дава или услугите кои што би ги обезбедувале или оние да речам крајни податоци кои што граѓански организации би ги користеле. Значи приватноста е исто така многу важна во однос на и прашањето за приватност на граѓаните. Тука би сакал да споменам дека лично јас сум вклучен баш во една од тие работни групи на Европската Унија и во креирањето на кодексот за вештачка интелигенција кој што е за општа намена во државите од Европската Унија и кој што директна врска во контекст на првиот акт за вештачка интелигенција или првата регулација легислатива која што се донесе во светот за регулирање токму на вештачката интелигенција. Идни можности и предизвици тука би да се напомене важно тоа што одредени платформи може да се креира за полесна комуникација помеѓу граѓаните, граѓанските организации и decision makers, тоест носителите на одлуки. Како исто така вештачка интелигенција може да помогне и во
креирањето на политики кои што ќе може да се прилагодуваат и да се предвидуваат во однос на потребите на општествените потреби, на општествените текови, но и граѓанските организации може да ги користат и да дава свој инпут во однос на нивното учество и во донесувањето на битни, важни одлуки кои што ќе имаат општествено влијание. Така да, тука би заокружил, би дал во овој контекст, во овој момент да би прашања кои што ќе бидат адресирани во однос на темата од граѓанските организации и се надевам дека ова ќе биде една плодна дебата и од оваа дебата ќе се понудат решенија и ќе се стимулираат граѓански организации да ги користат алатките на вештачката интелигенција. Благодарам за можноста. Фала, професоре Гурам. Како продолжение на вашето излагање, би го поканала сега професорот Александар Карадинче до сите прво граѓански организации присутни овдека. Може да се земате забелешки и на крај на излагањата ќе развиеме една дискусија со сите нејасноти, сите прашања кои што ги имате до излагачите. Поведете, професор Александар, со вашето излагање. Значи, јас имам една кратка презентација која што ќе ме води низ ова излагање. Пошто темата е сепак и актуелно е примената на вештачката интелигенција за подобрување на општественото влијание. Така да на кратко во неколку црти би се задржал на следниот аспекти. Да не ја сваќаме вештачката интелигенција како некоја закана. Значи, пред се е многу битно да се свати дека тоа е една дигитална алатка која што не следи цело време во нашето патување и во нашата работа. Значи, тоа е првиот аспект кој што ете и со дигитализацијата го видовме кај граѓанските организации, тоа е нешто природно што ќе го имаме како помош во нашата работа. Значи, она што ни е како прва задача на граѓанските организации да го видат потенцијалот на вештачката интелигенција во делот на подобрување на целите тие процеси во самите граѓански организации. Оно што би сакал кон самите невладни организации да се посветат е да видат дека има многу бенефити во делот на зголемена ефикасност при користење на овие алатки за вештачка интелигенција, во смисла на побрза обработка на тие податоци, побрзо трансформирање и слична активност. Големото влијание, точно, вештачката интелигенција и самиот аспект која се користи така како алатка и во делот на работа на проектите, значи проекти кои што имаат вклученост алатки за вештачка интелигенција, значително дава поголемо влијание на самата граѓанска организација. Подобрена приспособливост, тоа во смисла на самата адаптибилност, односно способноста на самата граѓанска организација да се приспособи за новите текови, односно прифаќање на новите алатки во самата работа на организацијата и пред се конкурентност, односно оно што напоменавме веќе неколку пати, клучно е за граѓанските организации да ги следат новите текови. Значи, тука зборувам не само како овие големите јазични модели ChatGPT, Gemini, Bard или слично. Генерално, вештачка интелигенција како AI алатка, значи може да биде апликација, може да биде нешто друго, кое што ќе помогне значително граѓанските организации да ги видат бенефитите од самата технологија. Оно што следно би сакал да го дискутираме е во делот на автоматизација и оптимизација со помош на вештачката интелигенција. Значи, да не се сваќа дека заменува работни места вештачката интелигенција. Значи, вештачката интелигенција е јазичен модел во еден дел, значи помага да се формулира и да се форматира текстот подобро, да изгледа, меѓутоа оно што треба последно да се направи
самиот филтер, да се каже дека ова е во ред, треба да го направи човекот. Односно, човекот стои како последна рамка која што треба да одобри. Оно што Горан напомена AI Act-от. AI Act-от е тоа само првиот момент со кој што ќе се регулира вештачката интелигенција и ќе се даде до знаење која содржина е генерирана со помош на вештачката интелигенција со цел да имаме самите увид во тој дел што значи содржина која што е генерирана, а содржина која што е валидирана од самите луѓе, односно крајните корисници. Делот на оптимизација на работните процеси значи и подобрување на ефикасноста и намалување на трошоците, од аспект на користење и управување полесно со базите на податоци. Значи, како што знаете, има AI агенти кои што многу полесно комуницираат со базите на податоци со излекување на податоци. Значи, технички тоа значеше претходно треба да имате вработен експерт од делот на бази на податоци за да ги направите извештаи. Не, сега е обратно. Вие ја давате базата на податоци и самиот AI агент ги влече податоците од самата база на податоци. Тоа е значително подобрување, правење на кастом AI чат-ботови и слично. Така да граѓанските организации на тој начин може да зголемат ефикасноста во својата работа и да ги намалат трошоците. Дефинитивно, таа персонализирана комуникација, која што се овозможува со вештачката интелигенција, ќе даде и посилни врски со донорите и со волонтерите. Тука во смисла самата активност, промоција на активностите на невладините организации може да се автоматизира преку автоматско генерирање на постови за различни социјални мрежи кои што имаат потреба да створат визибилност на самите проекти. Тоа значително може да го подобри. Делот на обработка на податоци, персонализација и влијание е клучен дел во кој што може да им помогне на граѓанските организации да направат автоматска обработка на тие големи податоци и идентификување на трендови и анализи. Оно што е клучно, наоѓање на тоа што е тренд, односно оно што е потреба на самата заедница, да го оптимизира своето влијание и преку една персонализирана комуникација граѓанските организации да створат едни посилни врски со поддржувачите и да ги мотивираат да се вклучат во нивната работа. За крај, оно што е клучно да се свати дека вештачката интелигенција е само алатка која што помага да се трансформира работата на граѓанските организации и да го зголеми нивното влијание во општеството со помош на интегрирање на овие алатки во своите операции, каде што граѓанските организации ќе може да бидат поефикасни, поприспособливи и повлијателни во решавање на глобалните предизвици. Ми беше чест, тоа е се. Фала, Александар. Сите на граѓански организации кои што сте овде, може да потврдите дека при развивањето на активности, проекти и при развивањето и на вашата стратегија на самите организации, во последно време се инсистира на внесување на одредени иновации, социјални иновации и дигитализација. Овде би сакала да ја најавам професорката Моника Марковска, која ќе зборува за сето тоа и како сето тоа влијае на граѓанските организации да бидат поиновативни, да носат по иновативни решенија и решенија кои што би биле не само социјални иновации, туку и дигитални социјални иновации. Да, благодарам, Анита. Дозволете ми прво да го изразам задоволството што денес сум дел од ова дебата. Би сакала да го поздравам денешниот настан и се надевам дека и во иднина ќе има уште многу вакви настани на оваа тема. За оно што сакам да продискутирам денес е два конкретни примери на проекти кои што се реализирани од оваа област во последниот период. Меѓутоа, накратко би сакала да истакнам за важноста на социјалните иновации. Значи, кога зборуваме за иновации, вообичаено се мисли за нови технологии кои што се воведуваат од страна на
компаниите како двигател на нивниот развој. Меѓутоа, постои многу повеќе од иновации. Иновациите на компаниите не им овозможуваат само да се развиваат, туку им овозможуваат и социјален просперитет. Меѓутоа, кога зборуваме за социјални иновации, тогаш дискутираме за развивање и имплементирање на нови ефективни солуции за решавање на социјални предизвици, енвироментални предизвици и така натаму. Значи, без разлика дали овие произлегуваат од националните политики, дали произлегуваат од владини или невладини ентитети, сепак се работи да се задоволат социјалните потреби на начин на кој што се покажува како ефективен и иновативен. Значи, социјалните иновации треба да имаат долгорочен импакт. Значи, вообичаено социјалните иновации се воведуваат од невладиниот сектор, меѓутоа во последно време се покажува дека и приватниот и бизнис секторот е отворен за воведување на социјални иновации. Значи, во денешниот хиперконектиран свет, социјалните проблеми може да станат и наши. Знаеме дека земјите се соочуваат со различни социјални проблеми, како што се бавен економски раст, финансиска нестабилност, глад, сиромаштија, болести. И сите овие социјални предизвици всушност представуваат и големи можности да се донесуваат големи решенија. Значи, едно вистинско просперитетно општество се состои не само од економски просперитет, туку и од социјален просперитет. Сите знаеме каков е ставот на општествата кон мирот, кон индивидуалната слобода, кон среќата, кон финансиската благосостојба. И секогаш таквите просперитетни општества имаат иновативен пристап кон тековните социјални предизвици, бидејќи таквите проблеми бараат нови солуции. Значи, социјалните иновации донесуваат еден отворен и поширок мајндсет, да се гледа невладиниот сектор и социјалните предпријатија. Значи, кога зборуваме за социјални иновации, тие не се само хумана акција, хуманитарна акција или не се само донација, значи тие имаат димензии на иновација која што возможува одржлив долгорочен развој. Значи, јас по вокација не предавам информатички технологии и така натаму, значи мојата област е социјално предприемништво и предприемништво. Она што во изминатиот период произлезе како еден интересен проект е всушност и постоењето на Сдруженијето за социјални иновации ВРЛАБ Битола. Значи, ВРЛАБ Битола настана како резултат на реализација на проектот Развој на вештини кај маргинализирани групи на луѓе за изучување на занаети со виртуелна реалност. Всушност, што беше целта во проектот? Целта во проектот беше, значи, маргинализираните групи на граѓани, конкретно млади луѓе, да ја користат виртуелната реалност како една алатка преку која што ќе можат да научат одреден занает. Конкретно, занаетот кој што беше за изучување беше за фарбање на автомобили. Преку проектот се набави опрема, значи 3D очила и компјутери, каде што, значи, младите луѓе имаа можност да посетуваат обуки, да се запознаат што значи како се користи виртуелната реалност и за кои други занаети може да се користи виртуелната реалност и конкретно можеа да ги развиваат нивните вештини за фарбање на автомобили, а понатаму одржливоста се гледа со тоа што тие доколку го научат нивниот занает, може да контактираат или да комуницираат со луѓе кои што имаат такви бизниси за фарбање на автомобили и кај нив да го продолжат изучувањето на нивниот занает и доколку во иднина можат себе си да се најдат да отворат свој сопствен бизнис. Ова организација, невладина организација, се уште се занимава со виртуелната реалност. Значи, ние како организација бараме и купуваме нови апликации кои што ги предемаме од Метастор и младите луѓе можат да доаѓаат кај нас доколку се заинтересирани да се запознаат со виртуелната реалност. Навистина сметам дека виртуелната реалност во иднина и сега може да се користи како едно социјално добро кое што им овозможува на младите луѓе многу на поинтересен
во 3D генериран начин да ги доживеат искуствата преку сетилата. Знаеме дека во последно време младите луѓе се повеќе сакаат да користат вакви технолошки алатки и преку виртуелната реалност корисниците можат да комуницираат со околината преку сценарио во навидум вистинска или физичка форма преку таа специјализирана електронска опрема која што дава едноставни прикази и 3D слики. Навистина интересно искуство. Колегите од Апостол Павле кои што работат на IT технологии знаат кои се можностите кои што ги нуди виртуелната реалност и сметам дека добро би било во иднина еве да имаме некакви проекти или некакви дискусии во однос на примената на виртуелната реалност која што ќе може да најде примена во различни за решавање на различни социјални проблеми како што е еве да речам невработеноста. И уште еден проект кој што и во изминатиот период заврши и сметам дека навистина беше интересно искуството. Траеше 2 години заедно со организации од Финска, Италија и Србија. Работевме на проектот ДИРА, односно дигитална инклузија на возрастни роми. Што подразбираше овој проект? Овој проект подразбираше изработка на платформа каде што ќе може да се најдат сите материјали како возрастните роми да почнат да ги користат услугите. Во смисла, таму има материјали да можат да работат во Word, во Excel, да можат да користат банкомати, да можат да отворат онлайн сметка и да прават онлайн плаќања. Значи, она што беше интересно е тоа што кога се разви платформата беше конкретно значи производ на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, беше едноставна за употреба. За прв пат се вклучија и студентите во изработка на таквата платформа и факултетот направи обука за обучувачи, а понатаму самите обучувачи работеа со запознавање на ромската популација со материјалите и нивно тренирање да можат да користат вакви услуги. Значи, она што е како искуство во дигиталните решенија се овие 2 работи. Не би сакала понатаму многу да доушам со кажување на теорија од аспект на социјални иновации, што се, како се. Доколку има некои прашања, јас стојам на располагање. Ви благодарам. Фала, Моника. Многу често со Атанас разговараме за одредени социјални иновации кои што им се од корис на граѓаните и кои што можат да воведат некоја социјална промена во општеството. Дел од нив тој преку неговата фирма ги има имплементирано во јавниот и во граѓанскиот сектор, па би го повикала сега да сподели дел од тие дигитални иновации кои ги има изработено. Повелијата нас. Благодарам. Добар ден на сите. Ме слушате, Анита? Добар ден на сите. Јас сум Атанас и ние сме компанија која работи во информацијски комуникацијски технологии, со тоа што работиме на малку специфична област која последно време е позната како интернет на нешта, што подразбира сензори поврзани на некаква комуникацијска платформа со соодветни апликативни нивоа. И оваа наша специјализација не доведе да работиме покрај со компании, да работиме заеднички на проекти и со државни институции и со цивилни организации. Па така имаме практично искуство како консултации, имплементатори и развој на проекти во области на иновативен туризам, цивилно општество, заштита на околина, телемедицина и така натака. И во оваа работа имаме забележано два аспекти во дигиталната кои може да се два аспекти на дигитална трансформација кај цивилните организации. За еден аспект цело време сега зборуваме, односно за
дигитализација на интерните процеси во самите цивилни организации, што подразбира имплементација на неке готови софтверски решенја или специјално развиени уникатни софтверски решенја со кои ќе ги унапредат нивните интерни процеси. Значи, набавка или имплементација на системи за проектен менеджмент, интерни комуникацијски платформи, управување со бази на податоци, ето ботови за вештачка интелигенција, и сето тоа би допринело за оптимизација и унапредување на работата на цивилните организации. Но во работата, нашата работа и комуникација имаме забележен уште еден аспект на употреба на дигитални алатки во работата на цивилните организации, односно употреба на дигиталните алатки во проектите во кои цивилните организации ги имплементираат. Нашето искуство од последниве години покажува дека нема поозбилен проект, значи кој бара формирање на конзорциуми, кој дава поголеми финансиски средства, кој не бара да има иновативен пристап и да вклучува некаква дигитализација во него. И овде имаме два пристапи во однос на ова. Има повици кои се јасно дефинирани од сите аспекти, значи што се бара и какви технологии би требало да се употребат ако треба во тие проекти кои се пријавуваат за тие повици. И тука ние како технолошки партнер на цивилните организации влегуваме со анализа на техничките барања и предлози и консултации за кои технологии би можеле да се употребат за да проектот биде успешен. Но тука постои уште еден серија на повици кои се релативно отворени, кои точно не дефинираат какви технологии и како тие да се употребат. И тука ние имаме редовни консултации со пријателски цивилни организации, каде што им презентираме кои нови технологии, кои нови технолошки трендови се актуелни и околу нив тие можат да креираат некои идеи за проекти кои ги пријавуваат кон донаторите и кои вообичаено успешно поминуваат затоа што се најдува некој вектор, некој агол за иновативна примена на некоја нестандардна технологија во некој аспект за решавање на некој проблем кои цивилните организации сакаат да го решат со проектот. И конкретни примери на овие работи во кои сме учествувале и кои се поминати проекти или се во тек, се на пример во областа на заштита на околина се вршува проектот Екопатрол, со која невладина цивилна организација од Бевчани, можеме сега да кажеме, набави мобилна апликација со која сите посетители во заштитеното подрачје од Јабланица можат да детектираат некаков проблем или загадување и тоа да го пријават на клауд апликација, преку која членовите на Сдруженијето го гледаат проблемот и со набавка на возило кват одат и го решаваат. Ова апликација е портована од една поголема апликација која е финансирана од UNDP и која им ја додели на 10 општини во Македонија, преку која сите граѓани може да пријават секој вид на проблем, од градежни проблеми, преку загадување, преку осветлување и така натака. Исто во областа на заштита на околина имплементиран е проект кој таргетира два аспекти, немање на храна на животни во зима и заштита од пожари, па така тие поставуваат кучарки за птици во шума, со тоа што секоја кучарка има и интегриран сензор за детекција на пожар. И тоа е финансирано од Америчка амбасада. Прекуграничен проект со Грција и Македонија е финансиран во областа на здравство, каде што е имплементирана телемедицинска платформа за следење на кардиоваскуларни параметри на 80 деца во текот една година. Тука е развојна цела платформа, значи избор на часовници кои мерат медицински параметри, мобилна апликација на која се приклучуваат податоците
и клауд апликација преку која докторите ги следат медицинските параметри. Има во развој, во разгледување меѓународен проект за финансирање на цивилни организации преку креирање на приватен блокчейн коин. Значи, на иновативен начин да се финансираат активностите на цела мрежа на приватни организации и базирано на истата технологија, на истата блокчейн технологија, се развива и еден концепт за имплементација на Liquid Democracy. Тоа значи платформа преку која има, така да речеме, еден оксиморон, јавна анонимност. Значи секој може да гласа за нешто и тоа е јасно видливо како е гласано, но не се гледа анонимно е кој гласал и има јасна видливост на трендовите за кои граѓаните сакаат да дадат своje мислење. Спомната е виртуалната реалност, значи институција општина во делот на развој на иновативен туризам, за промовирање на нивните туристички можности, планира да направи симулатор на параглайдер, но тоа не само на летање со параглайдер, но тоа не само во виртуална реалност, него не треба да се направи и уред кој со вентилатори, со движење на мотори, кој покрај визуелното ќе го симулира и другите аспекти на летање со параглайдер. Во развој исто еден проект базиран на теорија на игри, мобилна апликација базирана на теорија игри за заштита на енергија. Значи, кога сите граѓани би имале некаква мобилна апликација која би оценала врз база на теорија на игри, на правилата на теорија на игри и на вештачка интелигенција, кога има можност за заштита на енергија, би давала индикација на тие што ја имаат таа апликација врз база на награда за заштита на електрична енергија. Промовирање на туризам со помош на информациони киосци со тачскрин, со екран на допир, поврзани со мобилна апликација. Има многу, значи, и други вакви имплементирани проекти. Значи, има многу начини и постоечки и нови технологии да се имплементираат во идеите за проекти на цивилните организации и ние како компанија сме отворени за комуникација, да дадеме идеја, да дадеме некој технолошки тренд кој цивилните организации можат лесно да го применат на иновативен начин, да го применат по некои од нивните проекти. Нита горе-долу тоа е што да биде кратко. Ви благодарам за времето, отворен сум за секакви прашања по подоцнежниот дел од дискусијата. Фала многу, Атанас. До сега разговаравме за дигитални решенија. Значи, два аспекти се главни, имат повеќе главни во примена на дигитализацијата во граѓанските организации. Едната е дигиталните решенија кои што се во корист на популацијата со која што работиме, а друго е зголемување на продуктивноста во самото работење во самата организација. Во поглед на тоа би го повикала сега Дамјан да ни презентира на кој начин граѓанските организации можат да зголемат продуктивноста во работењето преку дигитални алатки. Повели, Дамјан. Благодарим, Ани. Вака, мојата тема е подобрување на продуктивноста преку дигитални алатки, значи практично давање на конкретен пример што е тоа што може да се постигне. Кратко интро за мене, јас сум Дамјан Данов, 17 години работиме како компанија во Македонија која што работи како специјалисти за дигитална трансформација. Нашата работа, иако сме стационирани тука, е глобална, така да имаме сработувано со разни клиенти, вклучително и невладин сектор, вклучително и телеком, и хелткер, и забава и слично. Бидејќи времето ми е кратко, ќе преминам веднаш на темата што всушност е дигитална трансформација. После 17 години уште наједноставно и најдобар пример за тоа е да ви го покажам преку
самиот ChatGPT, кој што е де факто на еден од подобрите примери кој што денеска се користи и е предводник на една револуција која што после индустријската е слична во аспект на тоа што ќе се случи. Па ќе се праша што е дигитална трансформација, не знам колку го читате, ќе ви го прочитам ова, објасни на многу директен, тој хумористичен начин. ChatGPT вели дигиталната трансформација е кога твојата организација престанува да функционира како заборавен факс апарат и почнува да работи како модерна, брза и ефикасна машина. Примерот е, наместо да водиш состанок со милион постит ливчиња, се е во апликација на компјутер. Наместо да печатиш планови да ги делиш на состаноци, праќаш линк и сите го гледаат во реално. Дигитална трансформација е всушност како и да дадеш суперхеројски способности на твојата организација. Се е побрзо, попаметно и за помалку драма. Значи, убаво сумирано и на крај пак не знаеме што е дигитална трансформација. И како тоа да се направи. Ќе ви дадам еден пример кој што го имаме направено во 2016 кога дојде швајцарска компанија која што инвестицијски фонд кој што го купи рудникот Саса во 2016 или 2017, не ме фаќате за збор. Го купија рудникот Саса и некои консултации правевме со нив и ни дојде со барање, окей, Дамјан, сакам да ни развиете мобилна апликација која што рударите ќе ја користат за тайм трекинг во рудникот, секој тим ќе добие таблет, они ќе влезат во рудникот, кликаат што прават, како прават. Тоа беше 2016 година, да кажеме, нашата реакција беше доаѓаат од Швајцарија, све супер со целите тие амбиции, меѓутоа се работи за рудари, се работи за Македонија, знаете, не може они тоа да го прават, не очекувајте големи резултати од тоа. Сите оние изговори што претпоставам поголем дел од вас го користат, ама немаме буџети за тоа, никој нема да го користи во нашата организација, никој не се логира, пробавме милион алатки. Значи ние влеговме да ги разубедиме да го правиме тој проект. Меѓутоа, еден од нив што беше CEO-то практично ни рече, слушај, твојата замисла за рударите е дека тие имаат копачи и да ти копаат цел, 900 метри под земја и копаат и тоа е тоа. Се работи за прилично револуционерна ствар кој што самите рудари работат на машини кои што имаат еден куп копчиња, еден куп технологија во нив, не е веќе рачна работа. Што тоа значи? Практично ми одговори, ако еден рудар што е во тимот кој работи на машина што чини од пола милион до 1,5 милиони долари, тоа е со искуп, на пример машинава, ако он не знае да кликне 3 копчиња на таблет, тогаш не е правото лице што треба да оди долу. Прилично децизно, прилично кратко и јасно. Ги послушавме, ја направивме апливацијата беше ваква, каде што иде доле, клика 3 копчиња и самиот таймер се создава, после тоа сите тимови ги зимаат податоците и ги ставаат на клауд и они добиваат просек колку време се патува во воз, колку време се копа, колку еден тим во ноќна смена си добија аналитика која што најдоа начин како да ја подобрат продукцијата и да ги најдат оние bottlenecks, заглавување во самите процеси. Примеров, си купија соодветни таблети заштити, не знам какви кейсови и слично, за да може да го возможат тоа. Овој пример го користам најчесто кај македонските компании, затоа што денеска, скоро 10 години отпосле, се уште е темата, знаеш, не сме уште спремни за дигитална трансформација, не можеме тоа да го направиме, ние сме научени на стари процеси, имаме Google Docs, имаме хартија, све ние тука. Времињата се драстично менуваат, ChatGPT и револуцијата е на самиот пример го кажува тоа. Во самава презентација, ќе ви појаснам неколку, значи ние 17 години работиме код специјалисти за дигитална трансформација и решивме дека окей, добивме доволно знаење, доволно експертиза и сакаме да имплементираме тоа што го знаеме во една алатка. Меѓутоа, не ми е целта да ви рекламирам ја нашата алатка на оваа сесија тука. Идејава ми е да ви посочам, презентацијава може да ви ја пратите да ги погледнете сите овие up-to-date, да кажеме, алатки од 2024, кои што може да ви служат. Имате meeting assistants, имате agents, имате каква слайдови да правите, за brainstorming сесии алатки, за таскови менаџирање, за CRM, за менаџирање на процеси. Доколку денеска вие се уште рачно ги организирате работите или се бркате по мејлови, значи вие каскате. Тоа е како практично да имате да дојде струјата и да може да се пали светло во сите канцеларии и домови, а вие се уште се греете на свеќе, не да се греете, него да се осветлувате на свеќе. Примерот е брутално таков. Значи сите изговори што ги имате треба да се размислат. Ќе ви покажам демо од тоа што една алатка може да направи. Например, Атанас говореше за проекти кои што ја штитат околината. Еве еден таков проект. Да кажеме, ние сме невладина организација која што има проект кој што е обнова на шумите во Македонија.
Проектот ни е доделен од клиент кој се вика USAID, донаторски проект за обнова на шумите во Македонија по катастрофалните пожари летово. Самиот проект се знае стандардно, нели? Имате известување до донатори и јавности, имате задачи кои се седнува и ги правите. Од изработка на вебсайт, поставување информативни табли, набавка на садници, креирање план за пошумување. Процесот на менаџирање на овие алатки е да не ги носите цело време на товар на своите мисли и онака помилови да ова до кај, дали Анита ми го прати тоа или Александар или Атанас ми го кажа ова, едноставно да ги организирате работите. Ваквите алатки ви возможуваат на едно место да направите изработка, на пример, на задача, изработка на вебсайт, имате изработка, окей, ова треба да го смениме, ќе додадеме еве неколку примери, пример додавате 1, 2, 3, што и да се примери, имате комуникација со тимот, еве пример набавка на садници. Можете самите атачменти да ги ставате, сега пример слика. Самата комуникација еве неколку линка до каде може да се побара, да кажете окей, статусот на оваа задача веќе не е приоритет низок, сега е критично затоа што ни бараат донациите, сите во тимот го добиваат известувањето. Може да кажете окей, ова е направено и се чека проверка. Самиот систем информира кој е задолжен, значи кој е задолжен во самиот проект, кои се вклучени членови, како да комуницираат и што да прават. Значи може да се комуницира, нели, самата комуникација да оди во реално време, да се добива на мобилен. Можете надвор од задачите и организацијата на задачите, значи самиот наш систем има и алатки имплементирано во нив, на пример ако сакате да создадете задача која што се вика подготовка на извештај, можете да изгенерирате опис за истиот со клик на копче кој што нели автоматски вика подготовка на извештај за проектот, автоматски ви дава за кого е ова на соодветна задача, ви дава аналитика и на пример дополнително, пошто нашиот систем функционира како еден целосен бизнис оперативен систем, не е само едностранна апликација за менаџирање на алатки, ви нудиме и дополнително и менаџирање на Customer Relationship Management, што се вика CRM, како еден вид на виртуелен адресен организацијски именик, да го кажеме така. Например, викате, окей, имаме организација што се вика USAID, ајде да видиме во организацијата USAID, кои проекти ги имаме ние сработено за нив. Имаме проект за дигитално, имаме проект обнова на шумите, дај ми ги луѓето кои што се асоцирани со тек на време, окей, дај ми ја Jane Doe, кој беше низиниот мејл, да запишеме, сме имале состанок, не сме имале состанок, значи едноставно организација. Дополнително на тоа имате можности како менаџирање на човечките ресурси, исплата по договор, неисплата по договор, например, следење на плата, како се движело, следење на дали земал некој годишен одмор, не земал, например, плата, окей, имаме сега исплата кај Петко Петковски и викаме во ред, компензацијата е, не знам, исплата за садници, 5550 денари, додај ги, автоматски го додава, дополнително системот ви ги следи и ви вика, окей, ви ги сите трошоци, сакате да сте купиле еден маус, пример, фактура маус, сте купиле маус. Сето тоа иде во сметководство, меѓутоа вие сакате можеби побрз начин како да ги имате трошоците и што го правите тоа. Со помош на OCR детекција преку AI, вие можете само да ја качите сметката и самиот систем да ви ги каже работите кои што ги имате. Окей, сте купиле USB Logitech маус, фактурата е таа и таа, еве го трошокот, дали да го додадам, платена е, додаја, трошокот се додава во позадина. Значи, го имате моментот на едноставна алатка која што нуди можност. Пак ќе кажам, не ми е целта да ви кажам наша алатка е најдобра, целта ми е да ве инспирирам да почнете да користите било какви алатки за дигитална трансформација. Не е ни 2024 веќе 2025 е, така да мислам за 2 месеци, така да нема веќе изговори зошто вие како организација не треба предвидите буџет за софтвер за дигитална трансформација или да го имате мајндсет. Од мене толку. Фала многу, Дамјан. Ме инспирира со твоето излагање да споделам едно мое искуство преку мојата матична организација Порака Нова. Пред 3 години имавме проект за дигитална трансформација на граѓанските организации и го работевме заедно со Александар и со Горан. Таму изработивме еден дигитален тулкит кај што ги собравме голем дел постоечки дигитални алатки кои што им се од корист на граѓанските организации и на социјалните предпријатија.
и сите се стајни во еден на една страна на интернет. Јас овде можам и да ви го споделам, така да дел од тие алатки кои што мислите дека ви се од корист, можете да ги користите за вашите граѓански организации. Тука имат алатки за продуктивност на организацијата, алатки за организирање на тимови, за проектен менеджмент, за водење настани, за фандрейсинг, за стартапи, за маркетинг, за истражувања и обработка на податоци и многу други. Дел од вас, присутните граѓански организации, верувам дека користите голем дел од овие дигитални алатки. Овде сега би можеле да почнеме да ја со дискусијата. Верувам дека имате и голем број прашања, ви се развија во текот на излагањата. Пред било што јас би сакала да иницирам едно прашање што ми се разви во теков на излагањата, а тоа е дека сами ништо не би можеле да направиме. Многу е важна соработката помеѓу граѓанските организации, бизнисите, универзитетите. Ево овој склоп на луѓе кои што сме денес овдека. Не можеме да знаеме све сами, мораме да имаме експертиза од различни експерти, па ево би можела да отворам со едно ваше мислење на излагачите и на организациите во поглед на ова прашање. Како вие и на кој начин соработувате едни со други во поглед на дигиталната трансформација? Ево јас да кажам како прв. Ајде. Значи, ние сме дел од еден екосистем, ето со Александар лично се знаеме, со вас се знаеме, екосистем составен од приватни компании, претежно во ICT, универзитетски професори од повеќе области, значи од електро, од ветерина, од медицина и голем дел на невладини цивилни организации, невладини. И така цело време се разменуваат мислења, идеи и излегуваат добри работи од таа наша комуникација. Значи таа комуникација не е формална, него ама е постојана. Значи цело време имаме меѓусебна комуникација и нон-стоп излегува така наречен брейнсторминг, ама виртуелен. Значи не се тоа официјални состаноци, него се јавува дел од тимот, види ова, прашај од некој од другите, повратен одговор, спојување и на овој начин се излегуваат идеи, се креираат проекти, успешни проекти, се имплементираат истите, така да лично позитивно мислење имам за оваа наша комуникација во овој дел од различни комуникација од различни области. Тоа е моето искуство. Фала, Атан. Дали некој друг би можел да сподели нешто или би оделе со прашање? Доколку некој има исто прашање, може да се пријави. Валентина, мислам дека сакаше да споделиш едно искуство од граѓански ресурсен. Јас сакав да видам граѓанските организации дали прво имаат некои прашања, се разбира договорниците, пошто ова е одлична можност покрај тоа што беше презентирано и во врска со тоа што беше презентирано, ајде да постават прашања, но ако нема, Златко? Да, добар ден на сите. Повели, имаш предност. Повели. Имам едно прашање. Се однесува на излагањата на професорите Горан и Александар во односно употреба на вештачка интелигенција за граѓанските организации. Сега ме интересира, неодамна баш, за прв пат сретнав јавен повик од донатор, кој
изрично во условите на јавниот повик има напишано дека сите апликации кои ќе бидат напишани и доставени со употреба на чат GPT ќе бидат автоматски изфрлени. Ме интересира дали постои некое тајно оружје за да се дознае која апликација е напишана со чат GPT или не е напишана, или дали постои нешто како анти-чат GPT. Кој го препознава тоа? Прашањето е на место. Повелете. Да, здраво Златко, благодарам на прашањето. Во секој случај, предизвик е да се анализират тие текстови, да се утврди кои се напишани од ChatGPT и самата компанија која што го развива ChatGPT размислува на тоа да направи алатка која што ќе детектира кои текстови се направени од AI асистенти. Она што би сакал да кажам, нема некое тајно оружје, туку воглавно самите модели за вештачка интелигенција користат некој тип на темплейт и тој темплейт може да се следи и самите ние можеме исто да го формулираме, па да го видиме тој одговор, па да споредиме дали одговорот во апликацијата е сличен со тој од чат уредот. Значи тоа е еден од моделите на препознавање. Значи ние не можеме 100% да кажеме, туку тоа е пак препознавање на текстот дека е AI генериран. И она што е многу битно, посебно во тие проекти кога се пишуваат, е тоа што се наведува и референци, односно кажуваме која е поврзаноста со сегашните проекти и текови и затоа ChatGPT, односно овие AI базирани модели немаат некои предзнаење и доста знаат да халуцинират и да дадат погрешни податоци. Така да тоа е уште еден начин да се потврди дали човек го пишувал или машина. Мислам дека одговорив. Виолета, мислам дека има прашање. Може да одиме со Виолета. Виолета, ако зборувате, не ве слушаме, пошто сте микрофонот ви е исклучен. Ајде, здраво на сите. Јас сум Виолета, од Сдружение на граѓани Интернет Потлантовајдер Македонија. Јас само ќе се надоврзам на излагањето на претходниот говорник. Јас тестирам Artificial Intelligence Tools, алатка за вештачка интелигенција. И можам да одговорам дека постојат и алатки на интернет кои што може да детектираат дали одреден текст е напишан од страна на вештачка интелигенција или не, и колку процент од текстот е напишан од вештачка интелигенција, колку е напишан од човечко суштество. Со оглед на тоа дека ChatGPT е многу користен алатка овде во Македонија, можам да им кажам и да им препорачам на невладиниот сектор, може да го користите, меѓутоа многу пати дава, како што кажа професорот пред мене, дава неточни резултати ако го напнете, ја тоа така го викам. Значи првичниот избор, првиот одговор може да биде релативно точен и да се согласува, меѓутоа ако барате подетални информации, почнува да забегува или они како што го кажуваат стручно халуцинира, може да ве наведе во погрешни насоки во заклучоците што ги пишуват. Имам тестирано системот припишување на апликација за предлог проект и мислам дека мој совет е да седнете сами да си го напишете, затоа што многу лошо ќе ви го напише ако немате добро знаење за темата што ја работите. Затоа што јас во областа кај што работам, многу грешки му наоѓав и се расправав со него, буквално викам овде се сгрешил, па он знаете да ми каже фала што ми кажа. Правев сега некои анализи во однос на состојбата со интернет порталиве за време на платеново политичко рекламирање пред избори. И јас кога му ги давав информациите за да извлече заклучок, он ми вика и фала ти информациите, ова многу детално си го сработува. Значи,
Не он на мене да ми помогне, него ја на него му помагам. Значи, тоа треба да се разбере дека кога влагаме во такви активности на користење на тие алати, многу пати ќе имате дискусија со машината, меѓутоа треба вие да определите тоа што го дава машината како резултат, дали е точно или не е точно. Значи, сепак вие треба да знаете. И пак ќе кажем, има алатки на интернет кои што може да направат, сум го тестирала, сега треба да најдам кај ги имам запишано, кои што ја тестираат документот и те кажуваат дека овој дел е напишан од вештачка интелигенција. Значи, ќе ја вади цела реченица сегмент. И сега принципот на работа е, и како они тоа го прават, е друго 12, таму тоа на глобално ниво претпоставам дека се анализира, меѓутоа да постојат такви алати постојат и мислам дека е убаво било да ги користите, меѓутоа добро би било сами да се потрудите да го напишете текстот, затоа што на крајот на краиштата тоа е ваше тоа многу пати се поклопува со законот за авторски права и интелектуална собственост, затоа што машината кога го клюкне текстот, тоа е нејзина ваквото, она е автор. И тука веќе може да се сретнете во иднина, претпоставам дека така ќе биде со правни реперкусии, дека вие сте ја злоупотребиле машината и тој текст сте се го приспособиле како свој авторски. Значи, многу треба да се внимава во однос на почитување на правната законска работа. Инаку, сакам да напоменам дека дискусиите што ги водите на форум, платформите, интерно помеѓу себе во организациите, преку користење различни алати за состаноци од затворен тип и така натака во реално време. Тоа се реални состаноци, не се виртуелни, дигитални или не знам какви, затоа што реалното и дигиталното ваквото активности во денешно време се спојуваат и не може да кажете тоа се дигитални состаноци, а сега ние во реално. Не, вие реално имате состанок во реално време и тој состанок се случува без разлика кои се, каде се наоѓаат, нели, како да кажем сега, членовите на тој состанок. Тоа така треба да се го презентирате и да го работите, а ние како организација сме веќе 15 години активни и сите си работиме од дома. Значи, ние си ги користиме виртуелните канцеларии за работа. Нас не ни треба канцеларија. Значи, дигиталното нас ни овозможи како организации да си работиме од дома. Тоа што повидовме како пракса за време на COVID и многу пати наоѓаме на препреки кај донаторите затоа што не може да разберат дека ние работиме од виртуелна канцеларија и тоа не е нас вакам проблем да кажам. Меѓутоа, ИКТ светот нуди многу алатки што може да бидат искористени од страна на сите, не само на граѓанските организации. Има многу можности од дизајнирање на флаери, од дизајнирање на текстови, меѓутоа многу е битно кога ќе ги пишувате текстовите да се го нагласите изворот. Ако кога анализирате текстови, вашите заклучоци кореспондираат со заклучоците на ChatGPT, тогаш е во ред. Значи можеш да се го зачиташ. Меѓутоа, ако ти даде 1, 2 или 3 сугестии повеќе, тогаш ќе си напишете ChatGPT ми сугерираш ова. За да бидете правно, како да кажам, коректни спрема ChatGPT, меѓутоа и коректни спрема законот. Тоа е многу битно и многу треба да опазите тоа. Вака е сугестија од моја страна. Виолета спомна овде дека е една важна тема која што и Горан ја спомна во своето излагање. Горан исто крена рака, мислам дека нешто сакаше да спомне во поглед на тоа е етичкото користење на вештачката интелигенција. Да, многу е битно да се користи етички. Мислам, ние, знаете, тој е систем научен, ние им нудиме текстови, они го анализираат, преку нашите текстови, они ги учат, значи прават комбинации таму, тој систем на алгоритми, донесуваат некој заклучок и тој заклучок нас не го пласираат. Ние направиме муабет со машината. Ја тоа така би го рекла. Меѓутоа тој муабет, кога пишуваме апликацијата треба да се спомене. И многу е битно да се валоризира вредноста како вредност што машината ја издала во еден ваков случај. Тоа е етичко користење. Не можеме ваквото нивни заклучоците без разлика дали е тоа човек или машина, тоа е исто.
Затоа што во еден ваков случај, ако имаме машина, авторските права сека е авторот на машината, тој може утре да ве тужи. И сега ваквото вештачката интелигенција на глобално ниво е ставена во систем на тестирање за да се направи едни глобално законодавство за етичко користење на машините. Разбирате? И затоа е пуштена на глобално ниво. Ние даваме контрибуција, меѓутоа и они не враќаат се контрибуција, меѓутоа тоа е муабет, како јас и ти сега ќе правиме муабет. И сега, например, ја и ти правиме муабет и ти ми викаш, аха, и Горан кажа. Меѓутоа во записникот ќе биде внесено, Виолета кажа ова, Горан кажа тоа. Нема да биде внесено поинаку, тоа треба така да биде. Како што Дали може да го слушниме Горан Ајде. во поглед на ова? Благодарам, Аита. Вака, благодарам и на Виолета, начна неколку интересни теми. Тука би споменал дека и она што и претходно Александар го кажа во неговото излагање, дека треба ние да ја користиме вештачка интелигенција, да не се плашиме, тоа е само како една помоќна алатка која што е по-брза во донесувањето на одлуките во обработката на податоците. Ние во Академија со појавата на ChatGPT се соочуваме баш со такви студентите семинарски кои што ги пишуваат буквално на ChatGPT и така натаму. Тука треба да се спомене дека ние кога имаме интеракција со виртуелните машини, со вештачка интелигенција, ние во исто време сме и корисник на И податоците, кривач. но и вештачкиот асистент и тој е корисник, ние го тренираме уствари во реално време. Го храниме со податоци и тој така се станува по-мојкен. Она што би можело да го препорачаме, да, граѓанските организации може да ги користат нормално ChatGPT и сите оние други Gemini, Copilot и другите моќни алатки на вештачката интелигенција, но не да се ослонат исклучиво на она што ќе го добијат како резултат. Може има нешто кое што се вика ideation или тоест како brainstorming, добивање на идеи кои што може да се парафразираат и користат. Претходно знаењето го имавме во библиотеки, беше локализирано. Денеска информацијата и знаењето е слободно и затоа тој тренд на отворање на податоци, на отворање на науката, на отворање на знаење го има. Тоа знаење за секој да може да го користи и да го спакува добро. Исто така бих препорачал, значи како што има алатки кои што се користат за добивање на податоци, има и алатки кои што ги детектираат сите оние резултати кои што ги добиваме од вештачката интелигенција. Може би е добро да сите членови на граѓанските организации да користат вештачка интелигенција и да посетат некои курсови како што се prompt engineering или подобро креирање на тие команди, промптови, заради тоа што на тој начин вие станувате поумешен во комуникација со тие вештачки, со алатките на вештачка интелигенција и колку подобри прашања поставувате, толку подобри и попрецизни резултати ќе добиете. А и секако тука не е само и слободното користење на таа вештачка интелигенција, но се разбираме дека постојат и пакети кои што се платени и даваат уште подобри резултати и подобри одговори. Така да колку повеќе плаќате, помалку блада ChatGPT. Тоа би го кажал. Така да тоа е тоа. Благодарам, доколку има прашања, полет. Фала многу, Горан. Виолета, поведете. Не ве слушаме исто, микрофонот ви е исклучен. Со оглед на тоа дека ChatGPT е во развој, дотогу му дадете дополнителни информации што не е во ваквото како да ви кажам сега, на нивото на вие што го користите, например, оној најпопуларниот што е бесплатното, он ви дава бонус награда, например, ти ми даваш информации во втора фаза, сега ја ќе ти дам 2 одговора. И тоа е многу интересно. Мислам вака, треба да разбереме една работа. Сите алатки кои што се дадени бесплатно, се алатки кои што не користат, ние сме корисниците таргет. Зашто сме таргет? Зашто ние нашето знаење го споделуваме со машините, а машините понатаму го обработуваат алгоритмите и основачите на
тие компании ги анализираат и доаѓаат до заклучоци и разработуваат други алгоритми за користење. Тоа го прави, например, и Facebook, тоа го прави и Google, тоа, мислам, Мета, Google, тоа го прават сите глобални компании. Преку нашата интеракција и нашето користење на нивните алатки, оние добиваат информации за основа на нашите интеракции, развиваат нови алатки и пласираат на пазарот како услуга, како сервис. Сега, треба тука пак ќе кажам, многу да се внимава, па затоа што ги спомнавте тие алатки за детектирање на пишување на апликации на ChatGPT, ќе се напишано ChatGPT или консултирано ChatGPT, или ќе се ги преформулирате речениците едноставно, затоа што они, како што кажам претходно, тоа се темплети што ги користат и викаат, може да се изманипулира, да се додадете ваши информации дополнително, начинот на изразување, питање исто, например, и така натака, и така натака. Значи, сепак тие машини не се толку, да кажеме, јаки, барем за мене, ја како корисник. Ја многу пати го збунувам, но викам, грешиш овдека. Посебно така на многу едноставни прашања имам приметено дека греши. Тоа ChatGPT, затоа ве молам да се земете се со резерва. Глобалното знаење е ставено на интернет, меѓутоа пак ќе препорачам да си побарате книги, затоа што не се е на интернет напишано и може пак да ни влада вештачката интелигенција во однос на информациите, затоа што сега веќе информацијата е многу скапа работа и не секој радо ја пласира да биде бесплатна на интернет. Не разбирате? Затоа што врз основа на информациите ние ги креираме нашите проекти и така натаму. Во тој аспект ви кажувам дека многу треба внимателно да се оди при користење на овие алатки и треба, пак ќе кажам, да се проверуваат информациите, дали се точни, делимично точни, затоа што не се знае ChatGPT, да се разбереме. Јас го имам тестиране тука со работи што јас лично ги знам во организацијата, ние што ги работиме и он почна да блага, да се кажа. Благодарам, Вики. Влада, машината влада, глупости, ме разбираш. И благодарам, Вики. Мора да пасите тука. Мора да пасите. Да ја дадеме зборни на Мартина. Повели, Мартина? Да. Би сакала малку да се навратам на делот на дигиталната трансформација, посебно која се однесува за помалите организации. Значи, како можеме да го олесниме, да го направиме полесен, поедноставен процесот на дигиталната трансформација и да биде поефективен за малите организации кои што реално кои што се со ограничени човечки ресурси. Тоа би ме интересирало. Фала многу. Ако може само тука да потпрашам, што точно подразбирате под ограничени човечки ресурси? Ние веќе се подневен сектор доаѓаат од знаат кои се поголеми, кои се помали организации, така да тука ние посебно помалите организации имаат ограничен, односно мал број на луѓе кои што се активно вклучени во организациите, без разлика дали се работи за оние кои што ги пишуваат проектите, за оние кои што ги имплементираат. И ние знаеме дека често се работи за еден или двајца луѓе, така да во таа насока зборувам за ограничени човечки ресурси, значи со мал број на активни луѓе во организациите, како да се направи поедноставен, полесен овај трансферот на трансферот на дигитализацијата, за нив реално да му се олесни работата. Можда не само човечки ресурси, туку и ресурси генерално за рачуналните организации. Располагаат со ограничени ресурси. Она што би го кажал само, дури да сте еден или двајца кога секојдневно работите на иста тема, постојат еден куп алатки кои што нудат бесплатни опции за едноставно проектен менеджмент, таск менеджмент, за потсетници, за регулирање на задачи и слично. Не само за задачи, општо, како што реков, и со додавање на именики, на некои такви ствари. Така да не би требало да е ограничување тоа, треба да ја најдете правата алатка за вас. Значи, од оние што ги исподелив и јас, има Basecamp, Клика, Asana, Trello, кои што го нудат тоа како основна функционалност и се бесплатни до одреден степен, значи зборам кога ќе почнете да ги користите. Така да
големината не треба да ве ограничи во дигитализацијата. Тоа е исто како што би имале, пак ќе се вратам на светлото и струјата. Ако имате голема зграда, ви треба напредно осветлување. Ако имате мала соба, ви треба една сијалица. Така да искористете ја сијалицата преку адаптација на било каква алат. Фала многу. Дали имаме други прашања? Јас, ако може да се вклучам, Ајде, како да. никој што нема експертиза во дигиталната ера. Искрено, многу информации, многу линкови, многу алатки беа споделени на овој настан. Веќе пише во чат, ќе ги споделиме повеќето од линковите, а и ќе искомуницираме дополнително со предавачите. Навистина имавме искусни предавачи, за да можете да ги разгледате и доколку дополнително имате некои прашања, може слободно да не контактирате во Граѓански ресурсен центар, затоа што ете Анита ние новиот член на тимот, па ќе можеме и понатаму да обезбедуваме поддршка за дигитализација на граѓанските организации. Доколку нема некои прашања, јас сакам да искористам оваа можност за да најавам во декември ќе имаме дводневна работилница токму на оваа тема во Охрид, така што ќе имаме повик, се разбира, како и секогаш сите тие што се дел на нашата мејлинг листа и официјално ќе добијат покана, за да можеме во пракса малце повеќе да поработиме на можностите што ги нуди дигитализацијата за граѓанските организации. Повторно, последна можност за прашања, коментари од вас, учесниците, или се разбира од говорниците, ако сакат нешто да додадат. Ако нема, точно 1:30, значи најточни сме со време. Видите, јас можам да ги пофалам сите говорници, зашто следев временски како се одвиваше. Прво, благодарам, огромна благодарност до говорниците што го одвоја своето време да го споделат искуството и своето знаење со граѓанските организации. Благодарност до Анита што го водеше целиот настан, а ние од Граѓанскиот ресурсен центар ви остануваме на располагање доколку имате прашање и понатаму се разбира да се вклучите и во обуката што ќе биде организирана во декември, но и ако имате некои прашања или потреба од менторска поддршка.